Добра ви вечер, пријатели, познатици, другари на мојот YouTube страна наречена Јаснунцако. Денеска ќе обработуваме тема една од моето време кога ја студирав на педагошкиот факултет Свети Климент Охридски. Инаку темата е мојата книга Бисер. Само момент ќе пристапиме кон цитатето. Што е љубовта кон еден човечки живот? Животот е книга која има свој почеток и крај. Животот е најубав свет што секој сака да го има. Јас и дедо ми Мио соодно живеевме. Имавме се што носи еден живот, и падови и среќни моменти, но нешто никогаш не може да побегнеме. Тоа е смртта. Дедо ми почина. По смртта јас бев многу осетлив и повлечен во себе. Тогаш не смеја ни да ми повисок тон. Бев многу тажен и скршен од болка. Околу мене сите беа некако на страна или јас бев многу повреден. Ме болеше глава и секој ден, месец, година како да стоеше времето. Светот и понатаму беше ист, но јас го гледав преку болката. Го гледав чудно, како да сум странец од друга земја. Мислите ми беа темни. И јас, иако тренирав карате и учев во средно образование, не сакав да одам нигде, не сакав да бидам со никого. Едноставно, не можев да се погледам во огледало. Болката беше неиздржлива. Својот излез го најдов во пишувањето и го бев ранет. Моето срце и душа знаеја како да се борат против моето нерасположение. Сватив дека треба да живеам. Стекнав драгоцено и искуство како да живеам со таа тажна судбина. Да се окребив и почнав да мислам со своја глава. Почнав да пишувам песни, затоа што убавиот збор железни врати отвора. Со песните дојдем до испреплетување на болката, јас почувствував олеснување и се вратија моите ведри мисли. И така ја напишав збирката на песни Бисери, кој што можете да чуете на мојот YouTube страница. Книгата е голем подарок и сила, во која има тага, убавина и мистерија. Отвори ја книгата и уливај во убавиот и нежен збор. Иако сум дете, со мали проблеми во развојот, и јас имам своји чувства за љубов и тага. Со мојата книга направив голем напредок, но тука не застанувам. Со книгава покажувам дека дете со мали пречки во развојот прави големи чекори во животот. Не смеете да ги потценувате децата или дете со пречки во развојот и нивниот сопствен живот. Токму за тоа и јас, Александар Бановски Цако, решив
да ја подигнам свеста на луѓето во нашата земја. Со книгава сакам да се вбројам како научник и основоположник на развојот на детета со Даунов синдром и да се трудам сите да си најдеме место по сонцето. Дали некогаш сте се запрашале што е тоа среќа? Дали некогаш сте ја почувствувале? Јас секогаш сум среќен, со малку љубов и среќни моменти. Треба несебично да ја даваш сета среќа. Тогаш и јас ќе бидам среќен. За крај ќе напишам една од моите песни. Знам дека сум грешил и би се променил. Научив дека секој ден е драгоцен и овој ден со насмевки врели ве поздравувам од срце. Цао другарцина, пријателцина мои, до наредно слушање на Истап каналот и гледање.